Наистина нема потреба да се копа толку длабоко во историјата за да се свати за кој лик се мисли дека е одиграл најважната улога во македонското правораздавање. Па во дескрипцијата за неговиот лик, меѓу сите досегашни звезди, во војната се издвојува како најпознатиот негативец. Јас ќе оставам на имагинацијата, на креативноста, меѓутоа и на истражувачкиот потенцијал на нашите новинари, да се навратат 15 на години во нашиот правосуден систем, да видат како се менувани одредени закони, како се монтирани одредени процеси и тогаш ќе можат многу лесно да идентификуваат кој е Дарт Вейдер на македонското правосудство. Тоа што Маневски дефинитивно е Анакин кој преминал на страната на темните сили, не би требало да биде предпоставка, но не може ниту да се исклучи дека и неговиот наследник еден ден од добар джедај витез во зависност од сценариото нема да му се предаде на мрачниот господар. Ако за казните во кривичниот закони кои што не помогнаа многу функционери да одговараат изминатиот период беа високи, стои како што вели премиерот Дарт Вейдер, дали вака како со измените, пошто нели ставот на владата е дека сега поефективно ќе биде судството, премиерот се доживува како Лук Скајвокер или како некој джедај. Кој како се чувствува интимно прашање за кое секој има свој одговор, но најважно од се е каква е перцепцијата кај граѓаните за ликовите од македонската политичка галаксија. Еден од нив смета дека им е доста од политика, ама наместо да се надградува како цивилен активист, тој самиот решава да си прави партија. Најголем дел од луѓето се луѓе кои што прв пат ќе влезат во политиката, бидејќи ја чувствуваат состојбата дека е претежно многу тешка во државата, дека живееме во многу комплицирана држава која што е зависна од политичарите и едноставно мора да ја ослободиме за да им ја дадеме на граѓаните назад. И како ќе ослободите, формирате политичка партија? А на граѓаните постојано и напред и назад. Слободно им се сервира истата понуда. По гарантирана цена може да бираат помеѓу помала или поголема вистина. Целосно подпирајќи се на дебатата околу тоа кој ја зборува, а кој користи алтернативни факти. Не сум кажал да ги види. Сум кажал дека пренесувате неточни информации. Можда Па неточните информации се лажење. Во таа ровска битка за тронот се вклучува и скопската кметица, им прави нервоза на своите доскорешни поддржувачи, па тие преемотивно реагираат на најавата дека таа собира потписи за да им ги помати сметките. И вие ли ќе водите кампања овдека? Подпишевте ли пристапница за новата партија? Ајде, ве молам. Задржете ги вашите коментари за себе. Вие политичката волја на СДС овде ја представувате, така да ве молам задржете се од коментари, освен ако после претходното гласање за паркинзите вие не сте пополниле пристапница со СДСМ. И на крајот, наскоро појасно ќе се види кој чија пристапница пополни, но барем за сега, за ВМРО, ќе нема кој повеќе да грми. Многу ми е гајле дали ќе му наштетам на Мицкоски. Тој си штети сам себе, тој штети на државата, тој штети на својата партија. Проблемот кај Мицкоски што на сите ни штети. Сам себе си е штета човек. Штетниците не ги определува ничи политички став, туку начинот на кој функционираат во животната средина. Ако природата ги прифаќа, тогаш џабе се сите видови заштита.